уште кога ги извлековме, кога се извлече групата, реков ова е група која практично без еден тим е Final Four од првата година. И очекував дека ќе биде тешка, меѓутоа не очекував дека има вакви изненадувања како што се случија во овие две кола. И се случија тоа што се случи и за нас, и за Гер, и за Митланд. Меѓутоа, како и да е, ние сме во пресред на нашиот трет надпревар во оваа група против еден супер тежок противник кој заслужува респект, покажа дека знае да игра во Будимпешта, односно во Гер. Очекуваме една супер ракометна представа. Очекувам дека и овој пат публиката ќе дојде во уште поголем број. Клубот во поглед на организацијскиот дел презеде некои активности со цел да се зголеми бројот на посетителите на нашите надпревари. Очекувам дека тоа ќе вроди со плод и ќе имаме еден одличен амбиент и за девојките, и за противникот, и за нас да уживаме во една извонредна ракометна представа и покрај тоа што се игра во еден невообичаен термин, да речам, никогаш не сме играле во 15 часот во недела, меѓутоа данците го имаат тоа како пракса и се надам дека ние ќе се адаптираме. Тоа ќе биде исто така еден момент нов за нас, меѓутоа ќе биде добро за нас и секако дека медиумите ја имаат, го диктираат тоа, не беше наша желба, како и да е, очекуваме една добра представа. Верувам во девојките дека конечното враќање на вистинската патека ќе го имаат во недела, бидејќи со Хипо покажавме дека полека се враќаме после она изненадување што беше. Очекувам дека во недела конечно Вардар ќе го заземе вистинската насока, а пролетта е далеку и тогаш се собираат бодови за Final Four и за успеси. Толку од мене. Понатаму можда ќе сакаат Индира и Јан, посебно ми е драго и што Јан денеска сака и да каже свое видување за неговите сонародници и за Митланд. За надпревар ние го познаваме Митланд веќе 2 години и првата година игравме со нив и знаеме сите од прилика кои се тоа играчи. На нас ни беше многу тешко после Джер таа недела да се вратиме девојки, да се вратиме во еден колосек кој е битен. Знаеме што не очекува сега во недела. Митланд е една екипа која не сме ни у еден момент да се поцени, нити ја поценувавме, поготово после надпревар сега што го изигра во Джер. Знаеме дека дански, скандинавски екипи се такви екипи кои на нив не им е битно дали играат дома или играат на страна, они играат 60 минути еден брз ракомет кој што се надевам овие денови се спремавме и подготвувавме максимално да не изненадат со ништо. Најбитно е дека сите девојки у клуб се здрави, дека можеме да рачунаме на сите 16-18 девојки, така да полека се приближава недела, денот каде нема калкулации, каде мораме да излеземе како победници. Ја верувам дека ќе победиме. Нема да биде лесно, али се надевам и очекувам победа. Неделја после утакмице со Ѓером е била јако тешка за нас психички. Мислим да нисмо добро почели, као што су сви могли да виде. То nije bila prava slika Vardara, nije bila borbenost na nivou, jednostavno ništa nije funkcionisalo, zato je i mnogo teško pričati o utakmici i o nekim sitnicama iz utakmice. Ja se nadam da, što se mene lično tiče, meni je utakmica protiv Hipa značila, bez obzira što znamo da one su stvarno slab tim, što znamo da smo mnogo jači od njih. Meni je značila za moje neko lično samopouzdanje, isto tako mislim za samopouzdanje tima.